Ме влечеше за рака, а потоа ме исфрли од канцеларија и ми го фрли и ранецот. Низ знаковен јазик и со потешкотии 21-годишниот Никола Стојановски, кој има Даунов синдром, објасни низ каков терор поминал на работното место во град Скопје. Настанот ги алармираше родителите на лицата со попреченост, па утринава група од нив излегоа на мирен протест во паркот Жена Борец. Бутнат надвор од канцеларија. И ранецот фрлен. Мајката на Никола, Сузана Стојановска, на протестот рече дека траорот кој го доживеал нејзиниот син се случил пред 1 месец, но дека ова не е прв и единствен случај. Лицата со попреченост се вработуваат според Законот за вработување, кој предвидува лицата со инвалидитет да имаат соодветни услови за работа и да добијат заштита од малтретирање и дискриминација. Изјави Стојановска, која вели дека не бараат милост од институциите, туку правда и човечност. Денес сме овде затоа што едно лице со Даунов синдром, вработено во јавна установа, беше жртва на дискриминација, психичко и физичко насилство. Случајот е документиран. И за нас тоа не е само поединечен инцидент. Тоа е огледало на системот кој треба да штити, а не да повредува. На која институција се случуваше? Град Скопје. А какви активности сте предземали? Значи, пријавено е во сите надлежни институции што може да се вклучат во вакви случаеви. Дали имате некој одговор? Се уште не. Кога се случуваше тоа? Па пред околу 1 месец. Од град Скопје одговорија дека за конкретниот случај биле запознаени и дека биле преземени мерки согласно како што тврдат барањата на мајката на Никола и истите веќе биле исполнети. Од градот велат дека веќе неколку години во оваа институција се вработени лица со попреченост, но тоа не го промовирале во јавност со цел да го заштитат достоинството на овие лица.